Учениците на Исус беа собрани во една соба. Вратата беше заклучена. Беа тажни и исплашени. Учителот што го следеа цели 3 години беше фатен и сурово убиен. Дали тие се следни? Како можеше да се случи тоа? Тој беше ветениот од Бог, Христос, кој ќе ги спаси луѓето, а сега тој беше мртов. Тие не разбраа дека Исус требаше да умре, за да може да ги спаси луѓето од нивниот најголем проблем – гревот. Сите сгрешија, сите одат по својот наместо по Божиот добар пат. Луѓето се себични, кажуваат нељубезни зборови и се борат да го добијат она што го сакаат. Исто како тебе. Во Библијата пишува: сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Грешиш и ништо не можеш да направиш за да ги исправиш работите со Бог. Токму затоа умре Исус. Оние кои го следеа не разбраа дека тој умре за да ги спаси луѓето од нивниот грев. Беа тажни, него го немаше, а тие не знаеа што да прават. Во неделата, рано наутро, некои жени побрзаа кон гробот каде што го положија телото на Исус. Тие сакаа правилно да го погребаат, така што ќе го помазаат неговото тело со специјални мириси. По патот се прашуваа како ќе го оттргнат тешкиот камен што го затвораше гробот. Пред да пристигнат таму, еден ангел го тргна каменот. Изненадени што го видоа гробот отворен, жените погледнаа внатре. Не го видоа телото на Исус, но видоа еден млад човек облечен во блескава бела наметка и се уплашија. Ангелот им рече: не плашете се, го барате Исус, но тој не е овде. Тој воскресна. Одете, кажете им на неговите ученици. Жените заминаа со трчање. Отидоа во собата, каде што се криеја учениците, и им кажаа што видоа. Повеќето не поверуваа во она што го кажаа тие, а Петар и Јован потрчаа кон гробот за да се уверат сами. Погледнаа во гробот и го видоа погребалното платно, но телото го немаше. Влегоа внатре и забележаа дека платното со кое беше завиткана главата на Исус е здиплено настрана. Дали Исус навистина беше жив? Марија Магдалена плачеше во градината, затоа што го виде празниот гроб и мислеше дека некој го зел телото на Исус. Еден човек за кој мислеше дека е градинарот, ја праша зошто плаче. Но кога го кажа незиното име, Марија, таа свати дека тоа е Исус. Тој беше жив. Исполнета со радост, Марија истрча ке учениците за да им ја каже радосната вест. Таа го виде Исус. Во заклучената соба, учениците уште се чудеа дали Исус е жив, кога одеднаш Исус застана меѓу нив. Тие се исплашија, мислејќи дека тој е дух, но Исус им покажа дека има тело. Тој беше жив. Потоа тој им ги објасни нештата што Бог ги кажал стотици години пред да се роди Исус, за тоа како тој треба да страда, да умре и да воскресне од мртвите на третиот ден. Во Библијата читаме: бидејќи и Христос, за да не доведе кај Бога, еднаш пострада за гревовите наши, праведник за неправедните, вистина умре по тело, но оживеа со духот. Исус, совршениот Син Божји, умре на крст, земајќи ја казната за гревот и пак оживеа. Тоа беше Божјиот план, да ги спаси грешниците и да им даде можност да живеат со Него за секогаш. По воскресението, многу луѓе го видоа Исус. По 40 дена тој се вознесе во облаците, а учениците го гледаа тоа. Тогаш покрај нив застанаа двајца ангели и им рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе се врати пак на истиот начин. Исус се врати на небото од каде што владее над се. Еден ден тој ќе се врати и ќе го отстрани гревот за секогаш. Но дотогаш, тој сака сите да слушнат дека дошол на земјата, страдал, умрел и воскреснал, за да даде начин луѓето да го запознаат Бог и да живеат со Него за секогаш. Во Библијата пишува: кој верува во Синот, има вечен живот. Кога вистински ќе поверуваш во Исус, како единствен начин да ти се прости гревот, ќе можеш да го запознаеш Бог и тој ќе биде со тебе и ќе ти помогне да живееш на Негов начин. И откако ќе умреш, ќе живееш со Него за секогаш. Ќе поверуваш ли во Исус денес?